Околу 40 метри кубни дабови и букови дрва одзеде шумската полиција од Прилеп од дрвократци ке местноста Дервен. Акцијата траела скоро цели 24 часа, а освен дрвата, одземени биле и 4 самари. Дрвократците биле доста добро организирани. Едни ги сечеле дрвата, други вршеле дотур до главниот пат, а додека пак трета група ги превезувала. Акцијата на шумската полиција во Прилеп траела скоро 24 часа. Во заседа ги чекале дрвократците, но бидејќи тие имале поставено стража на 5 места започнувајќи од Прилеп па се до местноста Дервен, полицијата не успела да ги заплени нивните возила, туку само нелегално одсечените дрва. Дрвократците избегале, но од полицијата веле дека имаат одредени сознанија кои се тие и дека веќе се подготувале соодветни пријави. Бевне во заседа сместени, бевне и организирани со превозни средства, бевне организирани со возила, за да дојда први сметавне ние дека ќе дојдат арноме не открија, откако не открија, ние се дадовне во превземање на мерки да бидат одземени дрвата и да ги префрлиме во Од шумската полиција вела дека дрвократството станува се поразвиен бизнис кој носи многу пари. Затоа и дрвократците прераснале во вистински организирана мафија, која веќе со години наназад прави вистински пустош по македонските шуми. Не може да се каже дека се зголемува интензитетот на дрвократството, само може да се каже дека се подобро се организира дрвократците, повеќе се вклучува со повеќе возила, со поголеми технички средства за да пратат и да ги преземат одредените работи што се потребни да се врши дрвократство. Во секоја акција која што ќе се извршува, например, одземање на дрвна маса или одземање на превозно средство, ризикот е на шумските полицајци е голем. И имаме многу пати кај што се нападнати. Пусто имаме шумски полицајци кои што се нападнати во приватниот живот. Токму затоа од полицијата бараат да им се зголемат надлежностите, но исто така бараат и модернизирање на опремата. Треба да имаме подобри, побрзи средства возила, бидејќи сега и да имаме во правилникот каде што можеме да направиме препрека без посебни други работи, например да соцени на споредни шумски патишта, уствари на во патишта во шумско-стопански единици, не на први на регионални каде што е, а и треба да бидеме по екипирани, по голема екипа, бидејќи треба ние, например, да се патролите ни се по двајца, максимум тројца, па мора да имаме ние патрола четворица која што ќе излегува на терен. Од шумската полиција истакнуваа дека овие акции нема да престанеле и дека со засилено темпо ќе имало и други вакви акции.